Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата предводена од СДСМ продолжува да биде символ за развој. Како никогаш досега спроведуваме реформи во земјоделството кои се прифатени и поздравени од сите чинители во секторот. Само до пред неколку години во регистарот на производители на вино, наш традиционален квалитетен производ и бренд, имавме само 40 винарии. Денеска, само 2 години откако ги направивме измените во Законот за вино и овозможивме регистрација на мали семејни винарии, бројката на регистрирани винарии е над 200. Најголема заслуга за тоа ја има владата предводена од СДСМ, бидејќи го препознавме потенцијалот кој го имаат нашите лозари и минатата година за прв пат во историјата на независна Македонија се спроведе специјална програма за финансиска поддршка на малите винарии. Таква поддршка искористија 59 мали винарии со грантови до 10.000 евра. Сега веќе нашите граѓани имаат широк спектар на избор од домашни квалитетни вина од сите региони на државата, а производителите на винско грозје нов начин на пласман и додадена вредност на својот труд. Поддршката за малите винарии во форма на грантови продолжува и оваа година. Нивниот успех оваа 2023 година ќе биде пресликан и на малите производители на храна. Во тек се 2 јавни повици за доделување на неповратна финансиска поддршка во висина до 10.000 евра на мали производители на храна од животинско и неживотинско потекло. Нашето национално богатство, традиционалните производи, преработките од овошје и зеленчук, млеко и месни производи се главниот фокус на поддршката која им е овозможена на земјоделските стопанства кои се регистрирани или евидентирани во регистарот кој го води Агенцијата за храна и ветеринарство за продажба од куќен праг. Ваква силна поддршка за малите земјоделски бизниси немало никогаш досега. Благодарам.